практично неуспешен овој за центар шут на фудбалерот на Работнички. Богдановиќ, лоша интервенција на Богдановиќ, се отвора доста простор сега. Ѓоргиев нема офсайд. Ѓоргиев ќе влезе во 16-тникот. Втрчуваат двајца фудбалери на турно, 1:0. Каков гол на Ѓоргиев по грешката, сосема погрешната проценка на Столе Димитриевски. Најпрвин Богдановиќ ја загуби наивно топката на сопствената половина. Го остави Ѓоргиев во простор да реагира, за веднаш потоа и Столе Димитриевски со една лоша проценка да му Крсте Велковски, Дарко Велковски. Нова топка кон Крсте Велковски. Одлична акција, Тодоровски излегува 1:1. Крај голот. Одлична акција, нова убава акција на составот на Работнички. Крсте Велковски, Дарко Велковски, повторно Крсте Велковски, која спроведе топката до Тодоровски, но ударот на крилниот фудбалер на Романтичарите заврши. Муарем, Мицевски ја бара таа топка. Непотребно ја крева Муарем, сепак Мицевски стигнува до неа. Центар шут на десниот бек. Неверојатно промашување на Филип Петковски. Мицевски втор пат во ова прво полувреме испраќа перфектен центар шут, но Филип Петковски буквално се посрамоти. Од 3 метри осамен шутираше над пречката. Работнички се отвора доста простор за Турново. Сашко Пандев одлично додавање во простор, дали ќе има 2:0? Не. Неверојатно е што сега промаши Митко Мавров. Се уште топката кај Петровиќ. Топка за Крсте Велковски, дали ќе центрира голгетерот на Работнички. Лазаревски, одлично Лазаревски го прави ова. Додавање, неверојатно што промаши сега Филип Петковски. Второ срамно промашување за голгетерот на Работнички. Дел со доминација на Работнички, 100% шанса, но уште еднаш Филип Петковски покажа дека не е во посакуваната форма. Еве сега добра акција. Дали ќе има гол? Неверојатно, повторно грешка е. Муарем овој пат го мина и голманот. Единствен бот на арената Филип Тори кога му гостувале на Работнички, но затоа подоцна. Нова акција, Петровиќ кон Лазаревски, центар шут кон Филип Петковски, повторно не стигна Петковски. Навистина не знаеме што треба да се стори за Петковски да се запише во листата на стрелците. Кој удар од голот? На втората статива, одлична ситуација за Мицевски, центар шут. Петковски, уште едно промашување на Петковски. Неверојатно е што све промаши денеска Петковски. Од најразлични ситуации, со нога, со глава, од 1,5 до... Што ќе стори Петровиќ? Пробив на Петровиќ, стигна во последен момент, тоа беше Ковачев. Крсте Велковски сега со топката. Одличен дриблинг на Велковски, што ќе ви стори? Кратка интервенираше и какво промашување на Маневски. Велковски стори се перфектно, шутираше топката со одби до Маневски, но фудбалерот на Работнички со број 10 уште еднаш многу несмасно интервенираше во 16-тникот на против. Муарем исто така компликува, зашто ќе се реши шут, крај голот. Се обиде Муарем од преку 20 метри да го изненади голманот Стојан Димовски, но не успеа во тоа. Крсте Велковски, топка кон Лазаревски, центар шут на Лазаревски и неверојатно. Повторно Филип Петковски беше во шанса, пред него само малку ја допре таа топка Дејан Митрев, а Петковски уште еднаш заспан, не успева од 2 метри да ја внесе топката во. Топка од Маневски кон Глигоров, дали ќе стигне Глигоров пред Цулев? Стигнува Глигоров, дали ќе направи нешто повеќе? Маневски има топката кај себе? Нема сепак ништо, тоа ќе биде само корнер. Фудбалерите на Работнички бараат пенал поради наводно играње со рака на еден од фудбалерите на Хоризонт Турново, но судијата покажуваат дека тоа ќе биде само корнер. И ова го промашија фудбалерите на Работнички. Тодоровски беше сам на 6 метри, топката падна директно на неговата глава. Центар шут на Лазаревски. Маневски не тргна на таа топка со скок. Сега топката паѓа до него, повторно не ја контролира Маневски. Каква грешка, дали ќе биде гол? Неверојатно. Голема грешка, големо неразбирање на фудбалерите на Турново со голманот Димовски. Успеа Филип Петковски да стигне на топката, но уште еднаш промаши. Одвоен е веќе и останува да видиме дали ќе успее да излече било што од оваа акција. Ќе мора да врати топката до Глигоров. Нововлетениот играч на Работнички ќе центрира. Петковски осамен, 1:1. Филип Петковски од својата пета, шеста шанса конечно постигнува гол. Извонреден центаршот беше тоа на Глигоров од 30 на метри. Петковски остана осамен на петерецот и 1:1 е резултатот. Работнички изравнува на 1:1. Паца да уфрли топката во 16-тникот на противникот. Тодоровски ја префрла назад. Грешка. Филип Петковски нема гол.
уште еднаш беа несигурни одбранбените фудбалери на Хоризонт Турново, го оставија Столе Димовски на цедило, Петковски стигна прв до таа топка, но шутираше над пречката. Остаме сега дали ќе има шанса. Столе Димитриевски уште еднаш искача во истински момент. Покажува дека извонреден голман Димитриевски со одлично чувство за играта. Добра финта сега што ја прави Лазаревски. Топката останува пред него. Дали ќе стигне Лазаревски до таа топка? Останува така кај него. 4 фудбалери на работничко 60-тникот. Центар шут. Филип Петковски се посрамоти уште еднаш. Навистина неверојатно е што промашува Филип Петковски. Може би го постигна израмнувачкиот погодок, но доколку погодеше половина од шансите што ги создаде, ќе дадеше најмалку 3-4 гола. Тој се решава за пригрување со Лазаровски. Многу повеќе играчи на Турново во оваа ситуација. Нема офсайд, покажува судијата. Дали ќе има можеби гол за турновци? Статива е тоа. Фудбалерот со број 20 Тоди Василев се реши да го лобува. Тоа беше Столе Димитриевски, но неговиот удар заврши само во гредата. Повторно Василев со топката, нова шанса за контранапад на Турново. Извонредна ситуација сега за Ѓорѓиев. Столе Димитриевски брани. Столе Димитриевски покажува дека е најдобар голман во првата македонска лига во моментов. Можно сега има повеќе простор за фудбалерите на работнички да сторат нешто повеќе. Се договоривме пред утакмица да влеземе озбилно, затоа што знаевме дека екипата на Турново ќе се брани во сите 90 минути. Мислам дека во првото полувреме не влеговме многу озбилно, дојде до таа казна што ни даде гол. После во второто беше тешко, се редеа шанси, али пак ќе кажам таа концентрација во завршница ја денеска не сакаше. Многу мора да разговараме во тој поглед на тој психолошки план. Мислам дека слабо изигравме во фаза на завршница. Можевме да победиме, можевме да изгубиме. Идеме дај. Буквално сите 11 души беа во 16, веруете многу е тешко да се даде гол во таа гуџва. Дадовме гол во задните минути, али мислам пак озбилноста, концентрацијата не беше на ниво денеска.